20,5 милиони евра се обезбедени преку ИПА програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Грција. Заменик министерот за локална самоуправа Љупчо Пренџов денеска беше во општина Новаци, која е една од општините кои ги користат овие средства, а само во изминатата година, преку реализираните 5 проекти, општината искористила околу 800.000 евро од ИПА програмата. Во наредниот период имаме зацртано едно-два поголеми проекти во тој дел за искористување на овие фондови. Тоа е меморијалниот туризам, кој навистина ни е доста битен. Исто така, затоа што сега прославуваме 100 годишнина од Првата светска војна, имаме тука доста знаменитости кои се од Првата светска војна. Поддршката имаме и од француската амбасадорка, бидејќи има доста ровови затрупани, па после има доста магазини, исто и болници, и тоа ќе ни представува како ако успееме да ги земеме и реновираме, реконструкција извршиме, ќе ни представува една голема вака туристичка атракција. Заменик министерот Пренџов истакна дека финансиските средства кои им се на располагање на општините и невладините организации се од големо значење, а и за истите веќе се поставени некои приоритети. Тоа се вработувањата и мобилноста на работна сила. Понатаму она што е многу важно за општина Новаци, а тоа се културното наследство како адут за привлекување на поголем број на туристи. Понатаму се патната инфраструктура и подобро поврзување помеѓу општините на овој дел на Република Македонија. И она што е важно за сите нас во 21 век, тоа е заштита на животната средина и климатските промени. Во најскоро време се очекува да се аплицира со голем број на проекти, се со цел да се искористат обезбедените средства. Општина Новаци е еклататен пример на мала мобилна општина со мал број на вработени, но многу силни тимови за правење на проекти. Како што каже градоначалникот претходно, има добивено нешто повеќе од 800.000 евра, што е една голема сума за мала општина. Значи, сите проекти од наша страна се во ред, се издржани, но најголем проблем се наоѓа во наоѓањето на партнери од грчката страна, затоа што на Република Грција и низините организации кои што се таму на таа територија, процедурите и папирологијата за правење на проектот поголема сума и од помала сума им е ист, а тие имаат многу повеќе фондови веќе членки на Европската унија. Предходниот програмски период за прекугранична соработка со Република Грција заврши со 85% искористеност на финансиските средства, а во наредниот период надлежните се надеваат дека тој процент ќе порасне на околу 95%.